На еден жител по 18 кутии апчиња годишно. Истокот на Македонија е најзависен од лекови, барем според анализата на Фондот за здравствено осигурување, според која метформин, диазепам, пантопразол и еналаприл се трошат како алва и остануваат на листата најпродавани лекови на рецепт, со над 5 милиони издадени рецепти годишно. Директорот на Фондот Сашо Кликовски вели дека граѓаните си имаат фиоки со залихи на таблети, но пострашна е двојната наплата од страна на аптеките кои освен цела сума од граѓаните му наплатуваат и на Фондот. На ова треба да стави крај долго најавуваниот проект Е-рецепт, за кој има надеж дека целосно ќе профункционира годинава. Лек да се најде. Предпоставам во многу домакинства еднашка годишно се отвара фиоката со лекови и се гледаат лековите со изминати рокови се фрлаат. Другата категорија на злоупотреби е пософистицирана, а тоа е двојна наплата на лековите. Лекови што се напаќаат и на Фондот и на пациентот со важни рецепти. Целта на поголемата контрола преку рецепт е да се елиминират овие двојни наплати. Од Фондот најавија дека за неколку дена во аптеките граѓаните ќе можат по поевтина цена да земат инхалаторна терапија. Спрејот Фостер, наменет за инхалација, кој најчесто го користат луѓето со астма, повеќе нема да биде единствениот на пазарот. Новиот лек е ист по содржина, дозажа, и двата лека се произведени во земји членки на Европската Унија. Меѓутоа тоа е со пониска цена што доведе намалување на референтната цена за отприлика 800 денари. Значи, вторововедениот лек ќе биде достапен без доплата за граѓаните со партиципација од 160 денари. Од Фондот велат дека клексаните се уште се рефундираат, а од наредниот месец се очекува конечно да бидат достапни во аптека. Со ребалансот на буџетот за Фондот се планира зголемување од над милиарда денари, во најголем дел наменето за исплата на породилните отсуства, потврдуваат од Фондот.